Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денешнава тема гласи што значи тоа да се биде наново роден христијанин. Библијата го дава вистинскиот одговор во Јован 3 глава, 1 до 21 стих. Таму се зборува за разговорот на Исус Христос со познатиот еврејски учител Никодим, кој бил член на Синедрионот, тогашно врховно тело на евреите. Исус во разговорот му рече на Никодим: "Вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство." Никодим го праша како може човек да се роди кога е стар, може ли повторно да влезе во утробата на својата мајка и да се роди? Исус му е расветли оваа вистина со зборовите: "Тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, дух е. Затоа не чуди се на она што ти го реков, треба да се родите одново или повторно." Зборот повторно роден или од озгора буквално значи роден од озгора, од небото или од самиот Бог. Никодим имаше духовна потреба, бидејќи неговото срце не беше препородено, иако беше истакнат еврејски учител. Раѓањето од озгора или од самиот Бог е Божјо дело, независно од човекот и неговите способности. Има многу такви стихови кои укажуваат на потребата дека секој човек треба и мора да ја прифати оваа вистина ако сака да влезе во Божјото царство. Поинаку не може. Во посланието до Тит, што пишува апостол Павле, вели: "Не спаси, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух." Тоа е запишено во Тит 3 глава 5 стих. Апостол Петар, малку со поинакви зборови, а иста суштина, вели: "Благословен да е Бог таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост или благодат, преку воскресението на Исус Христос од мртвите, не роди одново за жива надеж." Тука се употребува зборот одново или повторно. Тоа е од озгора, од Бог. Тоа е запишено во 1 Петрово послание, 1 глава 3 стих. Од овие стихови може да се согледа дека наново раѓањето е единствен услов за влез во Божјото царство, бидејќи само преку него се станува Божјо дете или се станува Божи деца. Се поставува прашањето зошто човекот треба да се роди повторно или од озгора, од Бог. Павле го опишува неверниот човек кој живее без Бог дека е тој мртов во своите гревови. Тој и предочи на црквата во Ефес дека порано, додека не биле верници, живееле во смртта, во духовната смрт. И тој вели: "И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови." Ефесјаните 2 глава 1 стих. А во Римјаните ја истакнува генерално човечката позиција пред Бог дека сите се грешници и немаат Божјо достоинство, односно не заслужуваат Божја слава. Грешниот човек е мртов. Тој може да уживее само преку Христос и во Христос и преку неговиот дух, односно Светиот Дух. Како може мртвиот човек да уживее? Павле вели: "По благодат сте спасени преку верата, тоа не од вас самите, туку Божи дар. Не е од дела за да не се пофали некој." Кога некој ќе ја прифати Божјата благодат, тој ќе добие духовна обнова и нов живот. Како што Павле вели: "Затоа, ако е некој во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново." 2 Коринќаните 5:17. Ова искуство може да стане твоја реалност уште денес, зашто на сите тие што ќе поверуваат во Божиот Син Исус Христос, и не само да поверуваат, туку и да се покајат од своите гревови, тој им ветува дека со овластување ќе станат Божи синови и ќерки. Тоа е запишено во Јован 1 глава 12 стих и 13, а на сите што поверуваа
im даде власт да станат Божи деца или Божи синови, кои се родија од Бог, а не од телесна поход. Денес имаш прекрасна можност за овој нов подвиг. Можеш да се помолиш со овие зборови. Господе, јас знам дека сум грешник и заслужувам праведна казна. Но ти благодарам што Исус Христос, Твојот возлюбен син, ја зеде мојата казна врз себе, така што преку вера во Него можам да ја избегнам и да ми биде простено. Затоа ти се доверувам Тебе и спаси ме од проклетството на гревот и на смртта. Ти благодарам за Твојата прекрасна благодат и Твоето милостиво простување и што во името на Исус ми подаруваш вечен живот. И на крајот се кажува Амин, како потврда на тоа што е дека е вистина. Исус вели, тој што ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам. На Господ нека му е слава за неискажливиот дар, што ни подари наново раѓање. Наново родените Божи деца имаат сигурност во Бог и сигурност во своето спасение. Потоа Исус Христос за оние што се наново родени вели, јас им давам вечен живот. И тие нема никогаш да загинат, и никој не може да ги грабне од мојата рака. Тоа е запишено во Јован 10 глава 28 стих. Исус вели и јас, тоа значи вечниот Бог, кој нема ниту почеток, ниту крај, битие кое е независно и нема да биде зависно, ја открива својата самобитност или своето вечно постоечко јас. Од него се постои и се соединува во него. Кога му се јави на Мојсеј, му се објави со зборовите јас сум или само сум. Бог не може да се спореди со никого. Неговата самобитност е концепирана во три совршени личности – Бог Татко, Бог Син и Бог Свети Дух. Сите три личности се еден, совршен и неделив Бог. Дали се обидуваш тоа да го сватиш? Немој, Бог е Дух. Тоа што е откриено им припаѓа на неговите синови, а скриеното му припаѓа на Бог. Но неговата објава, јас, е потврда дека тој е еден Бог во три личности кои се вклучени во спасителскиот чин. Јас, вечниот, се е зависно од него. Тој е дарежлив Бог. Исус им дава, значи Исус дава. Неговата дарежливост не е само кон одредени созданија, туку таа е универзална. Сите негови созданија се зависни од дарежливоста. Бог не може по природа да не дава. Тој го дава се она што му е потребно на неговото создание. Ако го повлече својот дух, се ќе исчезне, вели псалмистот. Тој ни дава живот, здив, движење, разум, сила, храна, се, без кој не можеме да живееме. Во конкретниот случај, Бог ни дава вечен живот, кој не може да го земе никој и никогаш. Зашто вели, и јас им давам живот вечен. Тој дава живот без почеток и без крај, вечен. Можеш ли да си ја замислиш вечност и можеш ли да ја ограничиш? Вечноста е крај без почеток и почеток без крај. Има ли нешто поголемо, потрајно од вечноста? Исус го дава животот на оние кои веруваат во неговото име Исус. Тој живот не зависи од нашите дела. Вечниот живот е Божи дар, што не го заслужуваме, со ниедно наше дело. Ако ги прашаш луѓето сакаат ли да живеат вечно, тие обично ќе одговорат да. А ако им кажеш дека вечниот живот го дава Исус, ќе речат можеби некој не, или ќе бараат некаков изговор како да се подалеку од Исус. Но, само Исус го дава вечниот живот. Не можеш да го добиеш од само себе. Треба да поверуваш во него и вечноста ќе ја имаш сега и во иднина, и секогаш. Зарем не те радува тоа? Тој живот е загарантиран од Исус. Потоа Исус вели, и тие нема никогаш да загинат. Никогаш нема да загинат. Божите деца се запечатени со Светиот Дух за денот на откупот. Така вели Библијата. Прекрасно, зарем не? Кога си поверувал,
Бог те запечатил да бидеш Негова својина и Негова драгоценост. Позицијата што ја имаш како Божјо дете е вечна и сигурна. Никој не може тоа да го промени или да ти го земе. Ти некогаш си бил темнина, а сега си дете на светлината. Имаш нова природа со небесни закони. Тоа што си го сакал некогаш, сега го мразиш, а тоа што си го мразел, сега го сакаш. Некогаш не си сакал да ја читаш Библијата, сега не можеш без неа. Некогаш не си ги сакал христијаните, а сега сакаш да бидеш во нивно друштво и да ги споделуваш твоите искуства. Таа промена и тој нов положај се сигурни и вечни. Оте е запишано, никогаш нема да загинат. Во тоа лежи христијанската сигурност на наново родените Божји деца и во тоа е нашата надеж. Ако се зависеше од нас, ние брго би го напуштиле Бог и би живееле според нашите желби и страсти. Но откако Бог ни даде нова природа, ние нема никогаш да загинеме и да отидеме во пеколот. Потоа Исус вели и никој не може да ги грабне. Никој не е во состојба да не отргне од Божјата љубов што се откри во личноста на Исус Христос. Павле вели и така, што да кажеме на тоа, ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас, оној кој не го поштеди ни својот син, туку го предаде за сите нас, како нема да ни подари и се друго заедно со него? Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли кој ги оправдува? Кој може да ги осуди? Христос Исус ли, кој умре, а и воскресна од мртвите, кој е од десно на Бог и посредува за нас? Кој ќе не одвои од Божјата или Христовата љубов? Дали неволја или страдање, прогонство или глад, беда или нож, како што е запишано? Поради тебе не убиваат секој ден, не сметаат како овци за колење. Но напротив, во се ова ние сме повеќе од победници, преку оној кој не засака. Убеден сум дека ниту смртта, ниту животот, ниту ангелите, ниту властите, ниту сегашнината, ниту иднината, ниту силите, ниту височината, ниту длабочината, ниту било кое друго создание ќе може да не одвои од Божјата љубов во Исус Христос нашиот Господ. Ова сигурност, почитувани пријатели, што Павле ја изразува, не е некоја замислена или некоја фантазија, туку е реална и потврдена преку личноста и силата на Светиот Дух. Светиот Дух заедно со нашиот дух сведочат дека сме Божји деца. Божите деца се сигурни сега, во иднина и вечно. Тие се наоѓаат во Божите сигурни раце. Потоа вели, мојата рака, јас им давам живот вечен и тие никогаш нема да загинат и никогаш нема да ги оттргне некој од мојата рака. Никој. Исусовата рака е силата и власта што има над своите деца. Таа рака е сигурна. Кога сме фатени за неја, Бог во Стариот Завет му велеше на Израел дека го носи на својата дланка. Исус ја носи својата црква на дланка. Вратите на адот нема да ја надвладеат и затоа ја имаме сигурноста. Исусовата рака ја води црквата од самиот почеток. Никој не загина освен синот на загинувањето, се мисли за Јуда, за да се исполни писмото. Кога ги имаме овие сигурни ветувања, христијаните треба да се радосни и секојаш задоволни од онаа привилегија што им е дадена преку Господ Исус Христос. Јас, вечен Бог, вечно постоечки, Спасител, Откупител, љубов, правда, светост, битие, кое постои од вечност и во вечност. Давам, дарежлив Бог, ги одржува сите созданија и им дава се во изобилие. Без неговата дарежливост ништо нема да постои. Живот вечен, живот што нема крај за сите што веруваат, вечна радост, вечен мир, вечно блаженство. Никогаш нема да загинат. Божите деца имаат нова природа, седат заедно на Христовиот престол и се Божја собственост сега и вечно. Никој нема да ги грабне, ниту земна,
ниту небесна сила не може да ги одвои од Божјата љубов која е всадена во неговите ученици. Мојата рака, таа е сигурна, цврста Божја рака и има неограничена сила и власт да ги задржи сите оние кои се фатиле за неја. Исус те вика. Тој ти ја дава сигурноста. Тој сака да бидеш во заедница со него. Сака да те спаси. Ги бара изгубените. Дојде за грешните и болните. Сака да ти го прости гревот. Сака да живееш вечно. Сака да те направи среќен. Ти нуди решение од смртта. Ќе те води во овој живот. Сака да те благослови. Ти го сака најдоброто. Дали на сите овие добрини што ти ги нуди Исус, ќе кажеш не. Не ми требат овие нешта. Ако одлучиш така, немој да го обвинуваш Исус, кој ќе те суди на судниот ден. Да, така е. Бог нека ве благослови. Амин.